сега е време за гостинката која што веќе ви ја најавив пред малку, откако видов што се има донесено на нашата маса. Елена, добро утро. Добро утро. Па јас не знам кои комплименти да ги измислам за да го пофалам ова што го донесовте и што сте го направиле со вашите две златни раце. На вистина секоја чест, ќе ги оставам гледачите да уживаат. Да. Ирена, повеќе. Искра ти благодарам за најавата. Елена Митричка Панкова, професорка по германски јазик и преведувач, меѓутоа во слободно време ракотворец. Убаво кажа Искра во најавата, со твоите две раце на вистина правите чудеси. Еве, овде можам слободно да кажам на нашата масичка, миниатурни, мини книгички, книги внесени внатре во лампион, кои што се сега актуелни за новогодишните празници, мини библиотека, ете тоа се го има на нашата масичка. Добро утро, еве вака официјално, од рано си сте во нашата телевизија, сега веќе еве и овде во студиото, прв пат на телевизија, ама секој си биде како што треба. Добро утро официјално и благодарам што ја прифативте поканата да бидете наша гостинка ова утро. Вашиот бренд се вика Вселена. Значи тоа е Вселена е она што го работите во слободно време, надвор од вашата првична професија. Како започнува приказната на Вселена и како се раѓа брендот? Најпрво, добро утро и од мене и ви благодарам за поканата и за можноста да видам дел од вашата емисија. Јас, како што кажавте, веќе по професија сум преведувач и професор по германски јазик. Меѓутоа, освен нели литературната, од секогаш ме интересирала и ликовната уметност. Идејата за Вселена всушност се роди пред многу години, меѓутоа реализацијата се случи пред 1,5 година, бидејќи многу сакам да цртам, да работам со бои, со рацете, како што кажавте, да создавам некои нови креации. И така што од секогаш сум ги сакала рачните изработки, сум ги ценела и сум ги поддржувала локалните артисти. Огромна желба ми било да создадам нешто свое, исто такво. Вселена е место каде што сум целосно своја, можам слободно, креативно да творам. Во секоја изработка внесувам многу љубов и дел од себе си. Покрај мене стојат мојот сопруг и нашето мало синче. Имаме и соработници кои што се задолжени за различни сегменти од работата. Меѓутоа, за најголем дел од работата сум одговорна јас. Името Вселена го одбрав бидејќи од секогаш ме инспирирал и интересирал универзумот, Вселената и се што има таму некаде во далечините. Така што кога одлучив дека еден ден ќе си основам некој свој ваков бренд, решив дека тоа ќе биде нешто шарено, со сите можни бои од Вселената и така дојдов до тоа име. А самото тоа што во зборот се состои моето име беше уште една предност. Да. Елена Вселена. Да. Убаво се римува. Одлична идеја и ова е нешто навистина уникатно. Јас бидејќи ги следам еве вака сите се трудам да ги следам колку што можам сите луѓе кои што се занимаваат со ракотворби, ова е нешто уникатно и нешто што прв пат го сретнувам. Јас ве најдов еве на Инстаграм, изработувате навистина преубави производи. Тоа се повеќето книги, малечки книги, нели? Дури толку мали кои што може да влезат и во еден лампион. Еве јас ќе го покажам тоа како изгледа. До сега јас ваков лампион еве немам сретнато. Ова е лампион внатре со снегулки и има не знам, може би 10 книгички. 16, ете, мали, миниатурни книгички. Покрај овие лампиони кои што се сега претпоставувам актуелни за новогодишните празници, што се останато изработува Вселена или вашите две вредни раце. Овдека имаме ние и фотографии, може да си одат и фотографиите додека зборуваме да видат гледачите што се изработувате. Па во нашата палета креации, да ги речам, имаме за секого по нешто. Значи, сетови изработки за бебиња и деца, украси за во новиот дом или за на свадба. Имаме исто така, како што споменавте, изработки и за влюбениците во книгите, аксесуари, така што најразличен тип на изработки. Тоа беше уште една причина зашто всушност ја основа Вселена, тоа е чинот на подарување, бидејќи јас самата сакам да подарувам и целта ми беше да создадам едно место каде што луѓето ќе можат
лесно да си најдат подарок по некој повод и затоа ми е многу драго кога тоа се случува. Извини само што на кратко ќе те прекинам, бидејќи сега во моментот оди она што јас сакам да зборуваме, а тоа е мини библиотека, така? Да, Изгледа на вистина преубаво, многу интересно. Тоа е, ете ги, тоа се мали книгички. Како ги изработувате овие мали книгички? Колку време е потребно да се изработи една книга? Материјалите од каде ги наоѓате, бидејќи ова на вистина е нешто уникатно и еве овдека пишува Game of Thrones, така? Да. Игра на Баш тронови. како што изгледа книгата. Така, да. Како толку интересно и миниатурно и малечко, како се изработува ова? Да, па мини библиотеката ние всушност веќе кога споменавте најбараниот производ, уште од првиот ден кога официјално ја објавивме. Идејата ја најдов случајно некаде на интернет и некако веднаш ми остана во срцето, никако не ви излегуваше од глава, сакав многу да ја направам. Меѓутоа ми требаа месеци и месеци, искрено кажано, беше голем предизвик, особено затоа што нели се работи за многу мали димензии, потребна е многу голема прецизност и потребно е нели да се најдат кориците на книгите или пак да се дизајнираат, може и по нарачка доколку сакаат. Тоа сакав да прашам, изработувате и по нарачка, така? Да, книги кои што си сака, по нарачка доколку ги некој правите. сака дополнителна книга, дефинитивно. Инаку книгите се вкупно 50 на број, поголемиот дел се класици, односно светски познати книги кои што нели сите ги знаеме и сме ги читале, а останатиот дел се посовремени наслови. И така како што споменав, значи многу сакав да ја направам, очекував позитивен фидбек, меѓутоа тоа што се случи тој ден и после тоа ми ги надмина сите очекувања, бидејќи добивме навистина многу голема побарувачка и прекрасни зборови од прекрасни луѓе, комплименти дека навистина им се допаднала. Се поврзавме и се пронајдовме и со профилите за книги на Инстаграм кои што ни даваат неизмерна поддршка и сме навистина многу благодарни за тоа. И така што би рекла дека мини библиотеката стана некоја наше обележје, бидејќи до тогаш ја немаше на нашиот пазар. Сакав да им ја понудам на луѓето да видам дали нивки им се допаѓа толку колку и мене. Така што по библиотеката би рекла дека сме препознатливи. Да. Одат веќе и фотографиите, можат нашите гледачи да видат покрај библиотеката што се останато изработува вселена. Еве, ова се и фотографиите, може малку и да искоментирате. Ако сакате, што се еве овие интересни... Тука имаме облачиња за бебиња, нели со името, датумот, часот кога е родено, исто така должината и тежината. Значи баш оние информации кога се раѓа едно новороденче, па ни се потребни на некој начин да речам. Тука ни се првите чекорчиња исто така за дете. Ете библиотеката? Да, библиотеката може многу убаво вака да делува, да се види, да дојде на полица со книги. Преубаво, навистина преубаво. Благодарам. Добро. Сега има многу различни производи, меѓутоа да се задржиме сега за времето на изработка. Доколку некој заинтересиран сака да си нарача библиотека, за колку време ви е потребно и од каде ги набавувате сите материјали? Па бидејќи мини книгичките се работат со хартија пена, која што е многу тенка, треба да се наредат повеќе слоеви еден врз друг за да се добие таа дебелина од неколку милиметри. Така што тој процес е подолготраен, да речам, бидејќи треба да се остави да се суши лепакот, да се стврне нели самата книга и потоа е потребно многу голема прецизност да се исечат книгичките, бидејќи нели се мали димензии, па може лесно да се скршне од Ама не е една книга, туку се повеќе. Значи колку од прилика за неколку дена. Да, со се нели сушењето на лепакот, а инаку мене ми се потребни неколку часа. Браво. Да. Браво. Сега, она што е интересно, овој период пред новогодишните и божикните празници, кажавме дека најмногу се барани лампионите со книга. Меѓутоа, вие тука имате и интересни картички. Ги кажавме како картички со предизвик, така? Кои што се исто така наменети за овој период, може би се картички кои што се наменети за целото семејство, да може да си... Еве, кога се сега повеќе имаме време,
нели околу божикните и новогодишните празници, тоа е период кога семејството е заедно. Овие се интересни карти кои што имаат своја порака. Ќе ни кажете нешто малку за ова? Да, тоа ни се картичките со новогодишни активности кои што вклучуваат 31 предизвик за секој ден од месецот декември. Значи за еден месец, така? Да, за еден месец, бидејќи се 31 вкупно, со тоа што нели нашите празници траат и малку до подоцна. Некако да ги покажам, да може гледачите да ги видат и секоја карта има своја порака. Ќе прочитам малку. Првата еве вика: направете шекерна кутичка со ѓумбир. Ова е, да кажеме, првиот предизвик за еден од деновите во месец декември, бидејќи кажавте дека има 31 карта. Ова е: научете нешто повеќе за празниците и традициите во другите земји. Ето, овие карти вака изгледаат и претпоставувам дека се актуелни и се бараат во моментот. Да. Искрено првично идејата беше да бидат за деца, меѓутоа повеќе имавме возрастни што ги купија за себе си и мислам и додека ги правев, некако сватив дека не мора да се само за деца, значи може секој да ги за секого. Секој на да си ги прави новогодишната елка. Еве, ова е предизвик. Ова е вака да не изгледа криво. Ова е предизвик кој што мислам дека веќе е завршен, бидејќи претпоставам дека веќе елките се горе-доле накитени. Извини, те прекинав. Да, па тоа во глобала би било за картичките. Дефинитивно се барани најмногу после лампионите со книги. И така баш ни е мило кога ни праќаат луѓе слики дека ги завршуваат предизвиците, дека убаво се чувствуваат. Баш тоа беше и целта. Идејата зад нив, да може празничниот период да биде исполнет на сите, особено нели целото семејство како што споменавте. Има многу убави активности за сите да бидат вклучени. Така, да биде интересен, што поинтересен овој период. Да не ги заборавиме гледачите, кажавте дека сепак подарувате, дека и тоа ви била водилката за да ја направите, да го направите брендот Вселена. Она што ќе подариме на еден гледач, можете еве да ни се јавите, податоците да си ги оставите во режија, колегите ќе го запишат вашето име и презиме. Тоа е овој преубав лампион, ова е лампион од мали книги, ама веќе е убаво уредно се спакувано од нашата Елена. Јас да не го отварам сега внатре е лампионот, убаво ќе ја краси елката, а и не мора да стои на елка, може да си стои покрај вашите книги, како сакате. Ова е преубаво, си пишува тука се уредно Вселена. Елена, за сите оние кои што сакаат да ве најдат, како може да ве најдат, исто како што јас ве најдов, значи преку Инстаграм и Фејсбук профилите? Да. Најактивни сме на Инстаграм профилот вселена.мк, значи може така да ја најдат гледачите. Имаме и Фејсбук страна, меѓутоа не сме до толку многу активни како на Инстаграм, така што таму може да си ги видат сите изработки, да ни пишат порака доколку сака, да не контактираат. И да се направат нарачка, доколку сака. Сега, актуелни се божикните и новогодишните базари. Се уште не сте учествувале, ама тоа ви е во план за можеби наредната година или наредниот период. Имате своја работилница, свое место каде што работите, или дали е можеби во план да се отвори и некој простор каде што сите овие преубави производи ќе може да се најдат на едно место? Па моментално не имаме за жал физички простор, имаме своја работилница како што кажавте, посебен простор каде што работиме, меѓутоа не е наменет за да може некој нели лично да дојде да ги види производите, што баш би сакале во иднина и тоа да се случи. Дефинитивно е во план, здравие да видиме само како нели ќе тече работата, се надеваме и на тоа. Така. Сега, овдека имате и бележниците за книги, да не ги заборавиме, кои што се изработуваат на интересен начин. Се некако се врти околу книгата. Па дури и овие овде автомобилчиња, на нив има новогодишен подарок, ама дали е тоа книга? Не е книга. Тоа внатре е чоколадце. Значи имаме и чоколадни производи сега околу празниците, инаку во текот на годината ги немавме овие до сега. Така што да, факт е дека многу работи не се вртат околу книгите, бидејќи јас сум самата страствен читател, голем љубеник во книгите и затоа ми е можеби некако полесно да ги правам овие работи, самата се пронаоѓам во тоа, што би рекла дека важи и за другите изработки, бидејќи најпрво треба да е нешто што нели јас треба да го осмислам, да ми се допадне прво лично мене, за да можам на најефективен и најубав начин да го пренесам на публиката. Така.
и само остана уште, еве се гледаат и оние кутички. Тие зашто се наменети? Тие се сега исто така имаат намена или тоа е само Да, кутиите куќички ни се всушност новогодишното пакување Декорација. за картичките, така ги за ги овие пакуваме. картички, така. Да бидат така по новогодишно спакувани. Така. Елена, значи ќе замине новата година, ќе замине Божик, што ќе продолжите да изработувате, ќе ни дојде денот на влюбените, па потоа Великден. Имате ли можеби еве планови како тоа би изгледало за овие празници? Книгите се неизоставен дел, меѓутоа претпоставувам околу денот за влюбените, околу Великден ќе има нешто како јајце, зајчиња. Имате ли можеби нешто во план? Да, имаме премногу идеи и премногу планови, само да поминат, нели, како што рековте, новогодишните празници, за да можеме да се стабилизираме и да почнеме да ги собираме идеите. Затоа и ми е, да речем, резервиран јануари, тогаш да можам така малку по чисто да размислувам и буквално да се направи план за целата година. Значи, како што споменавте со празниците, кои следуваат, што се бара за деца и така натаму, значи тоа е во план. Така. Ова беше ваш прв настап. Мислам дека поминавте за чиста студентска десетка. Ви благодарам за тоа што бевте ова утро заедно со нас, иако дојдени малце порано овде во телевизијата. Одлично поминавме. Ви посакувам многу успешна работа, уште многу интересни производи и се надевам дека ќе има повторно можност да ни бидете или вие овде гостинка во телевизијата, или можеби ние да ве посетиме, па зошто да не и кај вас во работилница, или дај Боже во оној простор кој што се надевам можеби во 2025 година и посакувам да се оствари, да си имате свој простор, своје катче каде што сите овие производи ќе бидат представени. Ви благодарам многу и уште еднаш на поканата и за тоа што пројавивте интерес да ја слушнете приказната на Вселена. Секогаш со задоволство, вака за млади ракотворци кои што имаат навистина уникатни идеи. Благодарам уште еднаш на гостувањето.